Брзина поголема од пропишаната и најчестиот прекршок во Македонија. Тоа е и главната причина зашто се губат над 100 животи годишно во земјава. Не помалку регистрирани се и возачи кои правуваат без возачка дозвола или минатата година такви биле изречени 22.000 казни. Во првите 3 дена од јуни бројките се алармантни. Дури 521 возачи биле фатени како беснаат полиците, а на 470 се паркирале таму каде што е строго забрането. Началникот на секторот за сообраќајни работи Маја Арсос Каманов за Алфа вели дека МВР цели кон тоа да се промени сообраќајната свест кај граѓаните, а електронскиот систем смета дека ќе помогне во исполнување на целта, почитување на сообраќајните правила и прописи. Се надеваме дека со електронскиот систем за детектирање на сообраќајни прекршоци значително ќе се намали бројот на сторени сообраќајни прекршоци. Да бидеме реални, не може се да се искорени, особено познавајќи го нашиот менталитет, македонскиот менталитет. Се ќе биде во насока како да се избегне тоа. Меѓутоа, овој систем е добар што е сведен човечкиот фактор на минимум. Нема да има отстапки, нема да има можности, секој оној што грешил пред законот ќе треба да си ја сноси одговорност. За култура во сообраќајот треба да помогнат и родителите, кои им даваат клуч од возилото на малолетни деца или без возачка дозвола. Во таа насока полицијата истовремено работи и на превенција, која ги опфаќа сите целни групи. Сите целни групи ни се опфатени и во моментов, еве и во изминатиот период и изминатава година, Министерството за внатрешни работи соработува и врши едукативни и превентивни кампањи и со најмалите, односно набарање на одредени установи, односно детски градинки, одат по градинките, одат и во училиштата, колегите што се за сообраќајни работи, превенција во сообраќајот и работат со најмалите, односно им ги покажуваат оние основни правила за како да се однесуваат во сообраќајот. Стави појас, вози одморен, безбедноста на прво место. Децата во сообраќајот се дел од бројните кампањи за превенција кои МВР ги спроведува со Републичкиот совет. Во насока на подобрување на безбедноста, МВР работи и на измени на постојните експресни патишта, а и во легислативата, за во иднина со изградбата автопатите да бидат побезбедни.